Одговорноста на професиите е секогаш врзана со општествените потреби и секако општествените состојби кои што имаат одредена побарувачка кон одредени професии, па така денеска социјалниот работник станува се попотребна професија и секако со однос на тежината на одговорноста и работата која што има еден социјален работник, треба да се профилира во одреден етички кодекс, како поодговорно би ја вршал својата работа и како импликациите од неговото делување би биле многу пополезни за општеството и секако за корисниците на услугите кои што ги нуди социјалниот работник. Токму на оваа тема за социјалниот работник како професија, меѓутоа и воопшто за социјалната дејност, што таа представува и со кои карактеристики треба да се носи еден социјален работник, дискутирам со Ѓоко Велковски, кој што е актуелен заменик министер во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Останете со нас во продолжение и ќе одговориме на сите прашања зошто нам сите ни е потребен социјален работник. Чести задоволство ми е денеска да го водам овој разговор и мислам дека е исто така на огромно задоволство и на гледачите на емисијата Мој избор на телевизија 24. Темата на денешната емисија е значењето на социјалната работа и еве да го isпрофилираме и етички и професионално профилот на еден социјален работник. Мислам дека најкомпетентното лице и профил за ова тема ја избрав денеска и ти благодарам уште еднаш што ја прифати поканата денеска да разговараме. Па ајде за почетокот да ги исцртаме контурите на тоа што значи социјалната работа. Во самата етимологија на зборот социјална работа значи социус, се занимаваме со некој друг, со нешто друго. Колку е важно да се занимаваме во денешен и современ контекст со другиот, со другоста, ама тоа да биде на оној правилен начин, да не биде оној пежоративен начин се занимавам со животот на другите, туку она граница на пристојност каде што треба на еден поисконски автентичен начин да се занимаваме со постоењето, проблемите и решенијата на другите луѓе од нашата заедница. Така е, благодарност првин за можноста кој што кажавте да поразговараме токму за овие теми кои што мора да кажам за жал низ вака периодов не се дава големо значење, односно некако се маргинализира чувството на самата припадност на социјалните работници, социјалната работа и целиот тој круг кој што го фаќа како целина. Меѓутоа добро што може да поразговараме директно и да дадеме како ние го гледаме токму овој сегмент. Мора да кажам дека занимавањето со другите е вака работа која што навистина е потребна и доколку вака во процесот го занемаруваме занимавањето со другите, односно го оставиме како такво, знаеме дека ќе дојде до одредени проблеми и се стварат одредени проблеми и слично. И тоа се покажало вака низ праксата, низ многу примери кои што ги знаеме лично и како професионалци, кои што работиме токму нова проблематика. Она што значи занимавање со другите е навистина тема која што треба вака длабоко да луѓето кои што работат на тоа да ја студираат, да навлегуваат многу темелно. Значи не се работи само да работиш со некого. Треба да работиш навистина искрено, треба да работиш навистина отворено и треба да работиш со луѓето бидејќи на нив ако дошло до таа ситуација им е потребна помош и поддршка. И тоа треба да го прифатиме сите, кога сакаме да работиме тоа и имаме такво чувство, навистина треба да ги гледаме така работите. Никако поинако. Социјалната работа од своето основање до денеска се дефинира на различни начини. Првата дефиниција објаснува дека социјалната работа вклучува добротворни цели, односно милосрдие, помагајќи им првично на сиромашните, но под социјална работа се подразбира и вид на човеколюбие. Оделот за социјална работа на Обединетите нации во 1960 година ја дефинираше социјалната работа како професија која има задача да им помогне на поединците полесно да се прилагодат на социјалната средина или професија која што е во служба на личен развој во групите и во заедниците.
Поголемата професионализација доведе и до поголемо здружување на самите социјални работници, па во тој поглед се наведе и дека социјалната работа е организирана со цел да им се помогне на поединци, групи и заедници да ги потврдат изгубените можности за социјалното функционирање и да создадат поволни услови за остварување на изгубените можности. Како што е дефинирано и од страна на Меѓународната федерација на социјални работници, професијата социјална работа ги промовира општествените промени, решава проблеми во меѓучовечките односи, а работи и на јакнење на луѓето да ја подобрат нивната сопствена благосостојба. Користејќи ги теориите на човечкото однесување и социјални системи, социјалната работа интервенира на места каде што луѓето комуницираат со нивната животна и социјална средина. Принципите на човековите права и социјална правда се фундаментални за самата социјална работа. Според глобалната дефиниција на професијата социјален работник, односно што подразбираме поточно под социјална работа, таа е професија која што е заснувана на пракса и академска дисциплина, која промовира општествени промени и развој, социјална кохезија и зајакнување и ослободување на луѓето. Принципите на социјалната правда, човекови права, колективна одговорност и почитување на различностите се централни за социјалната работа. Подкрепена со теории за социјалната работа, општествени науки, хуманистички науки и домородните знања, социјалната работа ги ангажира луѓето и структурите да се справуваат со животните предизвици и да ја подобрат благосостојбата. Горе наведената дефиниција може да се засили на национално или регионално ниво. Оваа дефиниција, како глобална дефиниција, беше одобрена од Генералното собрание на Интернационалното здружение на социјални работници во јули 2014 година. Со однос на тоа дека социјалната работа и самата вокација социјален работник не е толку актуелна и популарна, да речем, професија и ќе се сложите барем јас од лаички аспект и лаички впечат ако можам да пренесам, луѓето многу малку знаат која е вистинската дејност и со што се занимаваат социјалните работници. Сега како млад студент, кој беше твојот мотив точно да одбереш да се занимаваш со социјалната работа и да бидеш социјален работник? Која беше твојата амбиција? Што сакаше да постигнеш со твојот избор? Вака, темите кои што ги офаќа, за жал, го потенцираше, може би стана неатрактивно како момент на студирање, да младите луѓе се занимаваат токму со ова, бидејќи мислам дека не беше доволно промовирано како аспект на социјална работа, што тоа значи и што тоа може да придонесе нели во самото општество како чинители директни или утре, бидејќи денеска си студентот треба да нели тоа што сме го научиле треба во пракса да го примениме и да бидеме буквално максимална поддршка на општеството. Мислам дека тој еден сегмент беше загубен низ години, некако сите млади стана IT технологијата нешто што беше предизвик за генерациите, ќе биде претпоставам дека виднина и тоа е нели една еволуција на општеството, меѓутоа не треба никој да се занемарат оние структурни општествени политики кои што треба да се носат, односно треба да бидат нели во едно општество, а тоа е социјалната работа нели како аспект. Што гледаме како социјален работник нели како вака профил на човек кој што треба да има емпатија, кој што треба да има буквално разбирање кон секој еден, да има една таква смиреност и да нема предрасуди кон никого, така да тоа се вака некои карактеристики кои што човек кој што сака да се занимава токму со оваа работа мора пред себе да ги има како профил. Доколку ги нема, тогаш нели еден од овие елементи ако недостасува, тогаш ќе немаш целината како социјален работник, односно утре ќе не можеш да дадеш свој допринос во самото општество, и тука треба да се работи на луѓето, треба буквално на младите пред се и на сите да токму ова ден се објасни, да знаат што значи, бидејќи верувате дека многу млади луѓе навистина сака да помагаат и сме мислам дека општество кој што сака да биде поддршка еден на друг, меѓутоа заради X околности се занемарил аспектот на тоа значењето на самиот социјален работник, кој што мора да кажеме ние сме можеби помлади или како генерација,
меѓутоа минатото било еден профил кој што бил навистина значен, навистина многу важен во општеството, бидејќи бил присутен во секоја една сфера нели на функционирањето на државата. Постојат нели индивидуални карактеристики кај секој од нас како се обавува работата и верувам дека и помеѓу социјалните работници исто тој инхерентен профил на човек се одразува и во објективниот начин на кој што ја работата. Ако можеме да исцртаме некој идеал типски сооднос на застапеност на некои етички вредности кај социјалниот работник, ја спомна емпатијата, имаш уште нешто друго да додадеш на таа листа, што се треба да поседува како вредност, како ориентира еден социјален работник за да може да се занимава со оваа благородна дејност? Така, да, тоа беше само едно, меѓутоа има вака комуникацијските вештини кои што мора да ги поседува и вака многу битен елемент, бидејќи првиот буквално удар кој доаѓа нели во самите центри за социјална работа е токму профилот на социјалниот работник, така да комуникацијските вештини се многу битен елемент. Важно е исто така социјален работник да биде многу смирен како профил на човека, зашто може сите буквално туги проблеми и ситуации да може да ги прими нели кај себе, а за тоа да нема одредени емоции, да даде нели еден конкретен и добар одговор, да најде решение во моментот нели да може да им помогне на овие луѓе, така да сите оние карактеристики кои што значат буквално да биде поддршка за другиот, мора да ги поседува социјален работник и мора да ги надоградува низ годините нели како нели како профил. Така да сето ова мора да го опфаќа и задолжително треба да биде карактеристика на секој еден буквално социјален работник. Се друго може да значи пропусти во самиот процес кој што може до многу други ситуации. Так, ако можеме да имаме некое мерило за тоа која е одговорноста на социјалниот работник, според мене, барем од тоа што досега го кажавте, социјалниот работник навистина има одговорна работа затоа што не е исто да донесуваш одлуки за сопствениот живот кои што ќе се рефлектираат само на твојот живот, а друго е кога имаш да кажам моќ или таа позиција да одлучуваш за животот на другиот. Тука мислам дека одговорноста е малку потешка. Сега ако можеме да направиме една паралела, се вели дека еден лош лекар или една лоша лекарска одлука или лекарска грешка може да упропасти еден живот ако имаме лоши општествени научници или социјални работници кои што се барем во дефицит, ајде не мора да кажеме дека лошо обавуваат работата, меѓутоа се дефицитарна струка, тоа може да се одрази генерацијски на лошо воспитување на младината или на некои општествени феномени кои што може да упропастат многу повеќе луѓе и генерации. Се согласуваш со тоа дека социјалниот работник има навистина голема одговорност и со таква одговорност треба секој да пристапува во својата работа? Секако максимално ќе се сложиме тука, бидејќи многу добро го фативте моментов е компарацијата на лекарот е таму и индивидуално. И кај социјалниот работник првиот момент кој ќе го видите нели она присуство на еден од семејството нели член кој што има одреден проблем, а треба да се соочи нели социјалниот работник, да го гледаме како индивидуа, како еден човек. Меѓутоа тој еден човек е дел од некое семејство. Тоа семејство е дел од некоја заедница. Таа заедница е нели некоја поширока или поголема заедница во еден простор, така да од еден човек кој што го гледаме како присуство, не треба да ги гледаме сите други нели целини во општеството, бидејќи тој еден може да го наруши ако не сме добри, ако не е добар социјален работник, ако не ги даде советите нели исправно и како што треба, тогаш ќе се наруши една цела буквално низа на субјекти нели во општеството, а на крајот може да доведе и до цела една генерацијски проблем кој што нели ќе биде проблем за целото општество. Подобро да имаме еден превентивен пристап како социјален работник, превентивно да делува, отколку утре да лечиме нешто што ќе биде нели уште поголем проблем и ќе ни требаат многу повеќе ресурси и човечки и финансиски и инфраструктурни за да го решиме цел еден деценијски, можеби генерацијски проблем на толку го испуштиме првиот елемент. Так,
Се согласуваш ли со тоа? Денеска, например, секој од нас има свој психолог, свој личен тренер за развој и не знам некои други такви професии кои што секој поединец од нас си ги избира како некој нужен дел од својот живот и од своето секојдневно функционирање. Се согласуваш ли со тоа дека секој од нас можеби е време да има и свој социјален работник со однос на контекстот и современото време каде што живееме, каде што бројот на членови во заедницата се редуцира, па имаме исто така крахирање на некои заедници како што е бракот и така натаму, колку треба да се работи на тој домен на зближување на луѓето, на градење на некои здрави односи и релации и задржување на самата заедница и на самото групно живење, да кажем. Добро го опфати ова дека почнува да се редуцира, за жал, семејствата. Тоа е некоја појава од западот, па ете така се пренесува, нели, за жал и на Балканот, и Македонија не може да го избегне тој елемент од таа демографска состојба која што денеска во Македонија, нели, со намален наталитет и сите тие аспекти доведе до токму тоа да имаме заедници кои што се многу помали, зборам, нели, семејни заедници кои што се многу помали. Ако порано броевме дедо, баба, татко, нели, деца, сега денеска веќе се сведува, нели, на помали заедници и луѓето за жал почнуваат да живеат така еден индивидуален живот, нели, самостоен, да не кажеме сега, нели, погрубо. Меѓутоа тоа е редуцирано и дали праксата на потребата на социјален работник да биде, нели, буквално еден директен чинител да ги надмине некои одредени психолошки елементи индивидуата во процесот, да, е потребен. Можеби не сме стигнати како држава на ниво да тоа биде, нели, да бидат сите фатени, меѓутоа треба да се стреми да работиме токму кон еден таква можност да им се даде на луѓето, бидејќи првиот дел не може да го спречиме, тоа е една, како да кажам, тренд, појава која што не може да се спречи во Македонија, не може да ограничиме, не може да ги затвориме границите, секако сите гледаме, сите сме подостапни на, за жал, на социјалните медиуми и слично, и тоа не треба да спречиме, така да затоа треба да поставиме вториот елемент, да ги дадеме можност да луѓето на вистина имаат можност, доколку имаат, нели, потреба и одредена појава за контакт со социјален работник и слично, да ја имаат можноста подиректна и, нели, подостапна да им биде во секое време. Суштината на социјалната работа, мислам дека и ти го спомна во твоите одговори, е помош на другите луѓе. И сега кој тип на помош тоа треба да биде, со однос на тоа дека социјалниот работник, доколку постојано се преземат одговорностите на другите луѓе и постојано социјалниот работник е тој кој што им нуди директни решенија на луѓето на кои што им е потребна помош и се обраќаат за помош кај социјалниот работник, впечатокот е дека секогаш ќе се обраќаат за помош, можеби каде што можат самостојно да развијат сопствени вештини и да одговорат на одредени појави, состојби и текови во својот живот или животот и проблемите на својата заедница. И кој е тука лидерскиот и менторскиот пристап на социјалниот работник? Дали сметаш дека социјалниот работник со добро лидерство може да понуди и да ги извлече тие решенија и да даде некој тип на, да кажам, самостоен начин да се решаваат проблемите, односно да ги обучи и да ги направи повешти луѓето во справување со своите животни проблеми, да кажем. Така, една од идеите за социјалниот работник е токму тоа. Ако го гледаме само како социјален работник во Центарот за социјални работи, тогаш да, тоа ќе биде само помош за одреден проблем или ситуација која што е моментална кај индивидуата, семејството, заедницата. Меѓутоа, ако со вистинска смисла го употребиме социјалниот работник, токму тој треба да биде кој што ќе ги даде на самото индивидуа сите алатки потребни, не само краткотрајната помош и поддршка, која што во ред ќе се среди, ќе се надбине можеби во одреден елемент, меѓутоа алатките кои што може да ги понуди социјалниот работник токму на луѓето е нешто што може да значи буквално негово спасување од одредена состојба, од одредена социјален ризик и слично, а тие алатки не се коштат само во парична помош, во услуга од центрите, туку влегуваат и оние вештини за снодливост во самото општество, вештини како да го продолжи можеби своето образование, вештини за патот кај да продолжи или понатака како профил на човек кој што го прави на секако при секој пристап на луѓето кои доаѓаат во центрите за социјална работа, така да не е само помошта, туку цела низа на
на елементи ги има на користен социјалниот работник, каде што со правилно работење нели и сослушување буквално на проблемите и состојбата на тој што доаѓа кај нас, може да помогнеме во низа други елементи во општеството, не само во директна помош во делот на социјалната загрозеност негова кој што нели се наоѓа можеби тој. Така да има можност голема опфатот и треба да се користат токму тие елементи за да им помогнеме на луѓето. Пак ќе повторам, ќе ги извлечеме од ситуација да не дојдат до поголем ризик. Тоа е идејата. Кога зборуваме за подрачјата на социјалната работа или каде социјалната работа се може да се примени, тогаш одговорот е дека постојат различни форми на социјална работа и работна пракса кои што се поделени во повеќе области, особено и во зависност на примената на методичкиот комплекс. Социјалната работа може да се врзува со работа со поединци, работа со групи или заедници и по категорија на корисници, односно социјална работа која што се врзува со работа со деца, работа со стари лица, лица со посебни потреби, зависници, постари лица и така натаму. Подрачјата на социјалната работа ја утврдуваат специфичноста на методите, техниките и вештините на социјалната работа на одредена категорија на корисници на услугите од областа на социјалната работа. Кога говориме веќе за услугите, поточно за социјалните услуги, тие вклучуваат мрежа на институции, организации, агенции кои што се формирани за промоција на здравјето и благосостојбата на граѓаните. Услугите може да се разновидни и вклучуваат помагање на луѓето да станат независни до степен до кој тоа е можно, како и нудење правни совети, брачно советување, групи за поддршка на граѓаните, застапување, постигнување на финансиска помош, надзор на децата, поврзување на клиентите со ресурси, совети и многу повеќе. Секоја социјална работа почива на неколку клучни етички принципи, како што се уважување на вроденото достоинство на човечкото суштество, промовирање на човечките права, социјална правда, борба против дискриминацијата, почитување на различностите, како и еднаков пристап до ресурси, солидарност и слично. Образецот на профилот на социјалниот работник, што можеме да примениме секој од нас, еве и за гледачите една универзална порака, што можеме да направиме да го пресликаме можеби тоа однесување на социјален работник за да секој од нас преземе иницијатива и одговорност да го подобриме еве и заедницата во која што живееме, можеби и пошироката група на која што припаѓаме, па општеството во еден поширок контекст. Што можеме ние секој поединечно да преземе за да еве направиме подобра иднина за сите? Го напоменав негде, претпоставам дека во моето излагање тоа е делот каде што ние не сме сами. Како луѓе, како индивидуи не сме сами нели во тоа што го правиме, буквално сме еден колектив, значи колективно општество кое што само заеднички можеме да ги постигнеме целите кои што ги имаме. Секој сам нема да стигне, претпоставам дека многу далеко. Меѓутоа сите заеднички ако ги поставиме и сме цврсто општество како целина, заедница, тогаш можеме да постигнеме, мислам дека многу и треба како и социјални работници, меѓутоа и сите други профили кои што нели помагаат во оваа цел и може да помогнат во оваа цел, е дека треба да се здружиме и треба колективно сите да бидеме цврсти за да дојдеме до тоа што сакаме. Мислам дека доволно ја представивме суштината на социјалната работа и еве веќе мене ми е многу појасно зошто е важно да имаме социјален работник како подостапна професија до нас и да се обраќаме на социјалниот работник, меѓутоа и да ја разбираме суштината на тоа што представува социјалната работа. Ти благодарам за твоето денешно гостување во емисијата Мој збор. Ви благодарам и нас. Да се обавува социјалната дејност и да се биде социјален работник е многу одговорна задача и една етичка тежина која што секој оној што избрал да се занимава со социјалната дејност треба да има предвид дека станува збор за одлуки кои што имаат импакт и врз туѓите животи, врз другите и врз заедницата и кога луѓето имаат амбиција да помагаат на другите или имаат потреба да помагаат на другите,
работниците секако имаат одредени идеали и соништа како би можеле да го подобрат заедничкиот живот и општеството во кое што живеат. Затоа можеме да заклучиме дека социјалната работа е навистина благородна дејност, меѓутоа во последно време и се попотребна со однос на тоа дека живееме во општество каде што се случува брза транзиција на план на заедничкото живење и редуцирање на бројот во групи и создавање на некоја друга реструктурација на самото заедничко живење и на групите, па затоа тука од големо значење, од голема полза е социјалниот работник кој што може да ни помогне да ги разбереме и опишеме општествените појави кои што не обкружуваат и секако на соодветен начин да одговориме на се што се случува на план на брзата промена. За секој човек денеска е од исклучителна важност да има свој социјален работник и да се советува токму со стручно лице од областа на социјалната дејност како би можело и понатаму самото тоа да стане лице кое што ќе помага на другите и секако социјалниот работник е човекот кој што многу можеме да научиме и многу негови одлики можеме да ги примениме и во секојдневното действување како би направиле чекор да го подобриме заедничкото живење. Тоа се нашите заклучоци. Се надевам дека имавте убаво неделно попладне. Се гледаме веќе следната недела со нови теми, а до тогаш ви посакувам убави поздрави.